Денеска во Кочани се одржа настан за дисеминација на резултатите од проектот и имплементирање на едукативен модул базиран на виртуелна реалност во средните училишта финансиран од Европската унија на Еразмус плюс програмата. Во овој проект учесници се Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани и Издруженијето за поддршка на економскиот развој и локална акциона група од Кочани. На настанот присуствуваа локални представници на заинтересирани субјекти чија дејност е поврзана со воспитно-образовните процеси. На завршниот настан пред присутните беа презентирани реализираните проектни активности кои што се постигнати. Настанот за отворен го отвори ВД директорот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов Љубомир Гацов. Со Еразмус плюс проект VR Education нашето училиште доби најнова технологија и развиен иновативен едукативен пристап за модерен и пред се ефикасен напреден процес потполно во согласност со потребите и очекувањата на сегашните и идните генерации на ученици. Повеќето од нас, присутни на настанот, сме вклучени во процесот на образование и сме свесни дека живееме во високо развиено технолошко општество. А затоа едноставно и образовниот систем мора да ги следи овие модерни технологии. Технологијата базирана на виртуелна реалност полека, но сигурно го зазема своето место во образовниот процес, зашто зборува и големиот број на развиени софтверски решенија и големиот број користени решенија на оваа технологија. Некои од овие софтверски решенија се достапни на наставниците за бесплатно користење, а со овој проект ја добивме и потребната опрема и обука за користење. Тоа беа неопходните предуслови на нашето училиште да биде едно од првите училишта во Република Македонија која ја користи технологијата на виртуелната реалност. Како ВД директор, професорката Сања Божиновска пред присутните се обрати околу реализираните проектни активности и даде краток осврт на целиот проект. Беше презентиран изработениот прирачник за наставници и документ за транснационално стратешко партнерство. Пред присутните осврт на проектот даде и Марија Величкова од локалната акциона група од Кочани. На крајот за постигнатите резултати и за реализираните проектни активности зборуваше тимот на ученици од гимназијата Љупчо Сантов.